Се наоѓаме во населеното место Сачево. Во моментов се изведуваат неколку градежни активности во ова населено место. Пред се еден значаен проект кој самите жители повеќе време наназад го спомнуваа како еден од проблемите кои ги тиштат. Тоа е овој пропуст кој што се наоѓа зад нас. Всушност се изведува еден прописен армирано-бетонски пропуст кој што ќе задоволува и одредени архитектонски и градежни норми и мислам дека ќе биде навистина во функција на ова населено место, баш со сите би рекол карактеристики кои што треба да ги содржи овој таков еден проект. Уште една активност во Домот на културата, кој што се реновира, кај што се извршуваат градежно занаечијски работи во моментот и наскоро ќе биде пуштен во употреба согласно договорот со закупецот на овој дом. Еден дел од овој дом ќе биде отстапен и за користење на местното население, односно на местната заедница, така да овие две работи мислам дека се важни за ова населено место, всушност беа и едни од приоритетите кои што граѓаните од ова населено место ги спомнуваа многу често и години наназад. Јас сум задоволен што еве овде делуваме и мислам дека и граѓаните ќе бидат задоволни. Во оваа прилика би сакал да спомнам уште неколку градежни активности кои што се одвиваат на територија на општина Струмица. Пред се би сакал да го спомнам главниот пат во населеното место Добрејци, каде што во моментот се врши санација на прокопите кои што беа неопходни да се направат заради приклучување на канализациониот систем. Се поставува еден базен слој на асфалт кој што би требало прво да биде крпење на тие прокопи, а потоа веднаш потоа се пристапува кон асфалтирање на целата должина со претходно обезбедување на одведување на атмосферските води на два пункта кои што ги лоциравме како загрозувачки за овој пат, на самиот влез на улицата на главниот пат и некаде на сред село, на сред на населеното место, кој што со години правеа проблем при поголеми атмосферски врнежи. Ова е исто така еден поголем проект. Во оваа прилика добро е да спомнам дека и во индустријската зона Север се исто така има неколку градежни активности, се пробиваат и тампонираат неколку улици и веднаш потоа следи асфалтирање на една од главните артерии во оваа индустријска зона и исто така доста опсежни градежни зафати. Би ги спомнал и асфалтирањето на една важна улица во населеното место Костурино во должина од 400 метри. И уште една во населеното место Раборци, која што исто така согласно програмите и буџетските програми и барањата на граѓаните еве неколку години наназад беше спомнувана. Можеме еве со задоволство и тоа да кажем дека и таму ќе биде денес се почнува со асфалтирање и мислам дека граѓаните од ова населено место ќе бидат задоволни од овие активности.